Почитувани новинари, ви благодарам што присуствувате денеска на овој прес по повод премиерата на новата представа Театар Куманово 12 гневни луѓе. Би сакал само да споменем дека подготовката на оваа представа започна во текот на месец февруари. Еве во петок, утре е спремна премиерата, така да ве поканувам сите да видите нова театарска представа во Театар Куманово, со која се надевам дека ќе има оваа представа долг живот во Театар Куманово. Интересно за оваа представа е што учествува скоро целиот ансамбл на Театар Куманово во режија на Ирена Стериовска од Скопје. Јас не би должал многу, би сакал режисерката и актерите кои се тука на денешна пресконференција да ви кажат повеќе за представата. Добро, фала ви сите што дојдовте. Сакам прво да изразам големо задоволство што имав прилика да работам со еден толку талентиран ансамбл. Ова е представа која што се занимава со индивидуалното учество во системот на правда и прилично е ангажирана во смисла на се коментираат луѓе од сите општествени слоеви и нивниот индивидуален однос кон системот наспроти очекувањата на сите дека системот треба да функционира. Така што приказната е за 12 поротници кои што се тука да одлучат дали одредено момче, кое што во нашата ситуација е од малцинска етничка група, е виновно или не. Така да во основа оваа приказна е локализирана регионално, да речеме, бидејќи гледаме дека регионот има најчесто проблеми со дискриминација од таков тип и баш се занимаваме со очекувањето на луѓето наспроти нивниот инпут, така да се каже, во однос на коригирање на некои болести кои што знаеме дека ги имаме. Покрај приказна за предрасуди, ова е една вивисекција на македонското општество кое што наспроти оние очекувани стереотипи и стереотипизирање ја носи тезата дека никој човек не е само едно нешто. Сите ние сме склоп од многу можеби контрадикторни работи, меѓутоа тие контрадикторни работи не прават луѓе од крв и месо, со крвоток и секој со своите грешки, секој со своите поправања на грешките, се обидуваме некако да преживееме. Но, она што се надевам е дека во оваа представа ќе биде препознаено сопственото соочување на публиката со сопствените стереотипи и предрасуди кон разни групи на луѓе. Да позборувам малце за концептот. Концептот е естетски е земан од Дрости ефект. Тоа е дизајнерски термин кој што доаѓа од опаковка на кафе. Жена што држи кафе, на сликата на кафето жена што држи кафе. Тоа значи слика во слика. И сега ова е порота, а публиката е наместена како порота на поротата, што значи дека публиката има ексклузивно чувство дека е дојдена тука да одлучи кој од поротниците е во право, а поротниците сите застапуваат одредена теза. Така што прилично е ангажирана представата, прилично е и социолошка и политичка, така што се надевам дека ќе привлече доволно внимание и дека ќе имаме барем 100 изведби. За мене оваа представа, лично малку сакам да кажам, е многу значајна од неколку гледни точки. Една од тие точки е соработката со Ирена, со која се знаеме и дружиме многу одамна. До сега не ни се вкрстиле патиштата да соработуваме заедно. Втората работа е што сме голема екипа од млади луѓе, повеќето млади луѓе, и
мислам дека ова е шанса за Кумановскиот ансамбл да покажеме до кај можеме да одиме и што можеме да направиме. И трета работа е да се игра вака камерна представа со публика толку близко после пандемија, кога не сме имале изведби, е навистина голем предизвик и бара многу голема концентрација и посветеност. Што би кажал за мојот лик, односно за Возбудливото е тоа што ликовите 12 се по поротнички броеви, они немаат друг идентитет освен нивната функција и мојот лик осмица. Осмица. Да. Е всушност лика кој и секој човек во општеството има своји добри страни и своји лоши страни, само што тој повеќе се залага за таа правичност која него му изгледа дека е правилна, а сепак публиката е тука да одлучи дали неговите ставови се правилни и зрели или не. Не би должил повеќе, не би откривал, затоа што представата е еден своевиден трилер, па не би сакал да нешто да ми се испушти што не треба. Да, би ја поканил публиката од Куманово и да дојдат да ја посетат представата. Многу одамна не сме играле представи, се отвара сезоната и мислам дека е време да го посетиме театарот и да ги погледнеме сите представи. Целиот процес беше доста интересен и различен. Прво, како што напомена колегата, навистина тоа што сме 12 луѓе постојано на сцена, на мала сцена, со публика која што е исто до нас на сцена и е многу физички близко до нас, е празнично чувство после 2 години играње со публика со маски на најголема можна дистанца. Така да тоа само по себе е многу значајно и генерално сметам дека и за воиднина за нас како театар ќе биде многу значајно да имаме големи ансамбловски представи постојано на репертоар, во кој што постојано ќе игра најголемиот дел од ансамблот или целиот ансамбл по можност. Тоа би било исто за мене многу возбудливо да стане пракса конечно и да се повторуваат на репертоарот големи ансамбловски представи. И лично како актер ми беше и предизвик и занимливо да тоа што ги работевме ликовите надвор од тоа што се напишани, односно ги оживувавме во контекст на денешново време, односно во контекст на ова каде што ние живееме, без до крај да локализираме конкретно, како што спомена Ирина, се работи за цела една метафора на нашиот регион, да речеме, меѓутоа сепак работевме на тоа кои се тие луѓе кои што тука сега ги гледаме и како тие луѓе создаваат своји ставови, како тие луѓе се однесуваат или мислат нешто за другиве луѓе во нивното општество, што мене ми беше доста интересно, конкретно за мојот лик, тоа што надвор од тоа што е напишано, вметнавме една доста женска линија во ликот и ми беше возбудливо. И за мене ќе биде успех доколку од представата луѓето излезат запрашани за тоа како јас ги перцепирам другите и дали тоа можеби нема врска со нив, туку има врска со тоа што мислам јас, како јас сум учен да мислам и дали тоа воопшто има врска со тоа во каде живеам и зошто воопшто така се однесувам кон некој друг по било која основа. Тоа за мене би било успех за представата. И секако нормално соработката со Ирина и исто дополнително ми е драго што повторно имаме актер гостин, актер кој што не е вработен во нашиот театар, а е од Куманово и игра со нас. И би сакала да го чуем и тој да каже нешто. Чедомир. Сум имал соработки претходно со Кумановскиот театар, од тука сум, од овој град сум, така да мислам дека е значајно да се даваат шанси, посебно на млади луѓе кои што сакаат да го прават ова доследно и до крај. А благодарен сум пред се на Ирена за ова шанса и за соработка пред се. Драго ми е што работам со овој ансамбл, имам некои соработки со Мирослав Петковиќ и со Горан Илиќ. Сакам да кажам, го знам театарот доста добро и драго ми е што ме повика да можам да кажам некоја моја слика на тоа што мислам јас.
Ми се допаѓа што е камерна представата со 12 луѓе. Пред се тоа е предизвик и за актерот да ги пратиш сите до последната секунда и луѓето да можат да ги видат сите етапи на секој лик, значи сите промени, сите клучни факти зошто е тој таков и што се случува со него. За мојот лик би кажал дека играм претежно многу, со еден збор би го опишал борец. Не би откривал многу повеќе, бидејќи сепак треба да додете и да гледате. Тоа е поента на представата. Би сакал вистина не само нашиве луѓе од Куманово да ја видат представа, сакам сите да ја видат представа, пошто сме работеле доста интензивно и доста конкретно, што мислам дека заслужуваат и луѓето и ние да видат каква перспектива им носиме сега после оваа пандемија. И што би можел да кажам за представа, освен тоа да вистина дойдете и погледнете. Мене ми е драго што ова е камерна представа. Јас досега немам играно камерна представа и таков тип што од почетокот до крај цело време сме присутни на сцена и навистина видов дека тоа е еден процес кај што треба многу концентрација за да се одигра од почеток до крај еден таков лик. И што можам да кажам дека ова е одличен текст кој што многу кореспондира со она што денеска го живееме, со нашето општество. Пред се тука би кажал на таа поделеност во општеството што најмногу се гледа во представата, во која што луѓето почнуваат полека да се делат по различни ставови, етнички односи и слично, и гледаме дека таа поделеност постојано расте во представата, што достигнува во еден момент абсурд, една абсурдна линија, и гледаме дека токму таа поделеност сите тие луѓе ги кочи во наоѓање на крај, а во овој случај да се реши дали момчето е виновно или не. И тоа го гледаме и во цикличноста, ја има и во просторот кој што е затворен. А тоа покажува дека се додека сме такви, ние ќе останеме во затворен простор. Тоа дека никогаш не можеме да дојдеме до апсолутно мнозинство. Тоа од перспектива на представата и од наша денешна перспектива, оно што го живееме, тоа не може да се случи. И тоа е тоа. Мојот лик, конкретно мојот лик е, можам да кажам, еден тип на конформист, кој што се води по ставот на другите и нема некое свое мислење, туку гледа која е најдобрата варијанта во дадениот момент, додека другите ликови се со, можеби, како на колегата со малку по-борбени ставови, се бори за својот став и слично, но тоа е убавината и шареноликоста на оваа представа.